Господин Чучко, добро утро. Добро утро. Поздрав до гледачите. Благодарам. Читам и вчера дека ве напаѓа тебе известна госпоѓа Стаменковска од ВМРО ДПМН, вели директорот на ЈСП Чушков не ги ослободува од работа хроничните болни родителите деца до 10 години. Дали е тоа можно, господине Чушков? Нема. Значи, таква работа, тоа се такви спекулации и дезинформации на јавноста. Немам намера да коментирам. Јас денеска сакав да ве повикам и ве повикав, всушност, за да поразговараме малку како тие фамозни автобуси кои што во време на коронавирусот застанаа негдека на пат кон Македонија. Што се случува, кога ќе биде испораката? Па, до сега се 3 автобуса стигнати во Авто Хрватска во Загреб. Патуваат од Анкара со брод до Трст, од Трст до Хрватска и после треба да ги донесат во Македонија. Меѓутоа, со затварање на границите, правиме напори дека отприлика првите 13-14 автобуса да дојдат за 14 до 20 дена во Република Македонија. И зошто баш преку Трст, не можеше преку Солун, например, како поблиску пристаниште? Затоа што мора автобусите се работат во фабриката МАН во Анкара. Па се прави реекспорт во Хрватска, зашто представникот во Македонија е исто представник од Хрватска, фирмата Кикерка е хрватска фактички и автобусите треба да пристигнат во Хрватска за да се направи реекспорт, да влезат преку Европска унија за да имат 1% даначки. Ете, видите, тоа го расчистивме, и јас не можев да разберам што е тоа вртење околу наместо на пократка. Другите 21 се више при завршна фаза, меѓутоа фабриката е затворена во Турска во моментот. И имаме најава дека кога ќе се отвори за најкраток рок од 10 до 15 дена ќе бидат завршени тие ќе почнат да се испорачуваат и Значи, летово ќе влеземе со ни би требало да влеземе, да, се надеваме дека ќе влеземе. Добро, а што ќе правиме со оние автобуси старите кои што ќе останат сега? Што правиме со двокатните автобуси? Па двокатните на жалост ќе се користат уште, затоа што за сега во моментот нарачавме ние само 33, што е 10% од возниот парк на ЈСП. Имаме ли за тоа некаков договор за одржување? Се испостави дека тие двокатни автобуси прилично скапо чинат и во одржувањето. Договор за одржување немаме, затоа што тој истекол, имало договор на времето кога ги донеле со Алто Македонија, бил гаранцијата 2 години и после тоа одржувањето е на ЈСП. И успевате да се снајдете, менувате делови, комбинирате? Многу потешкоти, пошто деловите со фабрика од Кина и знаете и таму не работат фабриките, второ се испорачуваат со бродови. Мачат и фирми што се скај нас да ги донесат, пошто целата ситуација е многу сложена за Европа да имаш кинески автобуси, но се нелогична работа, ама тоа е. Чушков, да се вратиме на оваа наша помалку мачна реалност. Имате ли заразени од возачкиот персонал во ЈСП? Имавме едно лице кое беше само се пријави дека има дојдено член од фамилијата од Италија и човекот отиде во самоизолација. После првата контрола беше констатирано дека има коронавирус, лежеше на инфективната клиника и после 20 дена човекот констатирано дека има 2 негативни теста и е пуштен на домашно лекување. Знаете зашто ве прашувам? Вчера слушав една истрпна анализа за состојбите во Британија. Околу се разбира вирусната епидемија. Таа анализа покажала дека не се лекарите една од професиите кои што се најзагрозени, туку токму спротивно на тоа дека возачите се. И таму има стотици заразени возачи од јавниот превоз, за жал и многумина од нив починати и со разни други компликации. Што е тајната што кај нас тоа го нема? Што правите вие што не го правите? Среќа во несреќа со кинеските автобуси што возачот е оделен со кабина од другиот дел на автобусот. Па видите, тоа е значи некаква предност на која што ќе треба да се... Предност на нископотните овие украинските што ги имаме, значи предната врата не е отворат возачите и има лента ставено таму до 2 седишта пред возачот, не може да се движат патници. Иако возачите имаат заштитни маски и ракавици, меѓутоа нема контакт со народот што се води. Да ве прашам за крај, се извинувам. Еве, полека ќе почнуваат да се олабавуваат мерките, во мај веќе очекуваме некаква нормализација, барем во еден значаен дел, но на ништо поминувавме последниве месеци.
Како ќе се прифати тоа во ЈСП, бидејќи ЈСП по природата на работите е денос во кој има близок контакт меѓу клиентите, да кажем, тоа се патниците во Со автобусите. новата уредба на влада да се намали тоа движењето во автобусот да биде раздалечи на 2 метра, имаме ние поставено линijски контролори кои проверуваат дали се билети, дали имаат граѓаните билети и дали се валидирани. Во секој автобус, во 90% од автобусите има човек кој контролира дали е автобусот пон 50%, доколку е пон 50% не пушта да влезат нови патници. Ама тоа значи дека 50 помалку од 100 од луѓе ќе возите. Што ќе биде со другите кои што чекаат нема да се создаваат гужви на вратите на автобусите? Па ние во корелација со внатрешна контрола имаме такви на дневна база гледаме каде има потреба. Например, се јави потреба на 57-ца, 58-ца автобус со 63-ка, 65-ка. Ние веднаш излегуваме во пресвет и пуштаме голем број на возила на тие линии. Обично се пиковите кога луѓето се враќаат од работа и се вајде до кога одат на работа. Више ја имаме ситуацијата под контрола, знаеме каде кои линии се пооптоварени и на тие линии има повише фреквенција на повише возила. Господин Кристијан Чучков, ви благодарам за утринско јавување. Расчистивме неколку работи, барем иако одбивте да ми коментирате околу обвинувањата на ВМРО, а така убаво звучат кога ќе ги прочита човек на нивните Нема човек што му е забрането да дојде на работа, а што е ослободен од уредба на влада. Добро, благодарам. Се слушаме кога ќе ви стигнат новите автобуси, може и ќе се провозиме да видиме како утрински, како делува возењето во тој вид на автобус. Се надевам дека многу радиш од другите. Така е.